Дали им веруваш на инфлуенсерите за секој производ што го пласираат на социјалните мрежи? Па искрено не секогаш. Имаат некои инфлуенсери кои што постираат објави само за да направат реклами преку производите и услугите кои што ги промовираат, но секако има и исклучоци. Зависи. Тоа како изгледа производот, тоа колку го користат. Тоа. Не следам баш многу наискрено, тие што ги следам ги познавам во вистински живот. Знам кога е реклама, на некој знам дека тоа име работа и се развина нивна работа да го представат продуктот, ама не им верувам и секогаш сама си ги пробувам работите пред да земам нешто. На некој им верувам, на некој не да толку многу. Инфлуенсерите се почесто ги преплавуваат нашите социјални мрежи со препораки. Од витамини и додатоци за исхрана до козметика, апарати за домаќинство и најнова технологија. Нивните видеа и објави изгледаат природно, како разговор со пријател, а често зборуваат за тоа колку лично им помогнал одреден производ или колку се задоволни од некоја услуга. Но колку од тие препораки се навистина искрени, а колку се само добро платена реклама. Во реалноста многу инфлуенсери заработуваат токму преку вакви соработки со компании. Тоа се нарекува спонзорирана содржина, форма на маркетинг каде што брендот плаќа за неговиот производ или услуга да биде прикажан, а понекогаш и пофален, од некој кој има влијание врз публиката. За да биде етички и транспарентно, овие објави треба да бидат јасно означени. Сепак, не сите инфлуенсери ги почитуваат овие правила. Некои свесно избегнуваат да наведат дека се платени за содржината, за да создадат впечаток дека нивната препорака е исклучиво искрена и независна. Како препознаваш кога инфлуенсерот наметнува реклама, а не споделува искрено мислење? Може да се примети, да. Некои работи се, например, како спонзори кои што него го спонзорираат или така нешто слично, а може исто лесно да се примети ако не е негова реклама. Само ги тегнуваат и толку. Јас искрено би рекла дека секогаш треба да се анализира производот или услугата која што ја промовираат. Што значи тоа? Значи да се гледа од која компанија доаѓа производот, колку често инфлуенсерот го користи тој производ или услуга, дали од компанија што веќе ја знаеме или е нов бренд. Пред да купиш нешто порад инфлуенсер, запрашај се. Дали е јасно дека е реклама? Дали инфлуенсерот има искуство со тој производ? Дали има реални кориснички мислења и од други извори? Дали ми треба тоа на вистина? Инфлуенсерите може да инспирираат, но треба да носиш информирани одлуки. Биди паметен купувач.